Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква. Раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Маја Пероска и еве што ви подготвив за следните 70 на минути. Меѓународен шаховски турнир во заврзан шах в недела на Попова шапка. На градскиот стадион во сабота пријателски надпревар меѓу ветераните на фудбалскиот клуб Тетекс и фудбалскиот клуб Раднички Ниш. Општина Барвеница организира меморијален турнир во фудбал во чест на починати фудбалери. Викендов хорски фестивал Техо ќе има изложба на фотографии постари од 100 години. Македонија во топ 5 земји во светот по поскапување на становите. 20% од студентите сметаат дека корупцијата е многу или екстремно распространета на факултетот на кој студираат. А за почеток, традиционално да го чуеме обраќањето на протоиереј Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух, амин. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Нашата света православна црква денеска на 24 јуни ги прославува двајцата свети апостоли, свети Вартоломеј и Варнава, што никако не смее да прави и што никако не смееме да правиме на овој голем ден и празник. Познат е исто како меѓу сите нас православни христијани како празникот Вртолум. Денеска, токму на овој 24 јуни, ние како православни го славиме празникот на светите апостоли Вартоломеј и Варнава. Светиот апостол Вартоломеј, драги браќи и сестри, е еден од 12 големи апостоли. Се чини дека Вартоломеј и Натанаил се една иста личност. Имено Натанаил се споменува како една од 12 во Јовановото Евангелие, додека во другите Евангелија се спомнува Вартоломеј. Заедно со апостолот Филип и неговата сестра Дева Марија и известно време со свети Јован Богослов го проповедаше Евангелието најпрво во Азија, потоа во Индија и конечно во Ерменија, каде што го заврши своето мачеништво. Светиот апостол Варнава пак е еден од 70-тите роден е во Кипар од богати родители од племето Леви и учел со Саул во Гамалилео. Неговото име прво било Јосиф, но апостолите го нарекува Варнава син на утехата затоа што можеше да ги утеши човечките души изворедно. На овој голем празник се забранува секаква работа на поле. Се предпоставува дека доколку работите на овој ден ви се заканува поплава, град или олуја. Луѓето велат дека децата не треба да се качуваат на дрвја, за да не им се скрши вратот и забрането е капење во реките. Свети Вартоломеј, драги браќи и сестри, е светец кој ги чува земјоделските култури и строго се грижи дека никој не ора. Се верува дека Вартоломеј не им простува на неверниците кои работат денес, поради што ги ризикуваат своите култури. Секаде во селата, насекаде по Балканот се верува дека светецот лечи и епилепсија, така што се болните одат во блискиот манастир за да се молат. Драги браќи и сестри, многу е добро кога нашиот православен народ ги почитува и ги слави токму светите апостоли, кои што навистина после нашиот Спасител Господ Исус Христос, откако им даде на Светата Петесетница начин да можат да го проповедаат Светото Евангелие на разни јазици и начини, тие како такви го представува Христос на секаде по светот. И Вартоломеј и Варнава се многу познати апостоли во православната црква, во кој што навистина и ние како света Македонска црква ги прославуваме и ги славиме овие големи апостоли.
По тој повод, драги браќи и сестри, повелете и утре на Света Божествена литургија, недела, трета недела по Педесетница, каде што, нели, на Светата литургија ќе го прочитаме Светото Евангелие и ќе се поучиме како и на кој Господари можеме и ние достојно да служиме. Во утрешното Свето Евангелие секогаш Господ вели треба да му служите на Бога, а не на мамона. Значи, како христијани, да се поучуваме со овие свети апостоли, свети Вартоломеј и Варнава и целосно да му се посветиме на Бога во служење кон Него, во почитување и чисто исповедање, нели, од нас за нашата вера. Повелете, како што спомнав, да се помолиме сите заедно, Господ Бог да ни дарува на сите и телесно здравје и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Majko, moj te
Marketing. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Загрижувачки податоци за распространетост на корупцијата на факултетите покажува новото истражување на Институтот за стратешки истражувања и едукација, спроведено во Албанија, Македонија и Србија. Во исто време поразителни се и податоците дека над 90% воопшто не знаат ниту како се пријавува корупција, ниту дали постои надлежна установа која што е одговорна за тоа. 6% од студентите кажале дека самите му понудиле мито на професор за повисока оценка. Во Македонија во рамките на истражувањето било утврдено дека 20% од студентите сметаат дека корупцијата е многу или екстремно присутна на факултетите. На секој еден од 10, значи 10% од испитаниците во Македонија, професор му побарал мито во рамките на студирањето, и тоа се податоци кои загрижуваат, вели професор доктор Мишо Докмановиќ, менаџер на проектот Универзитети без корупција. Што се однесува до анкетата за прв пат, се покажува дека има висок степен на коруптивни практики од самите студенти. Дури 21% наведуваат дека студентите мамат на испити, па дури ангажираат и други лица да им пишуваат тези и семинарски работи. 20% се изјасниле дека меѓу коруптивните практики е условувањето на студентите да ја купат книгата од професорот како би го положиле испитот, во некои случаи да добијат и повисока оценка. Во однос на причините зошто корупцијата не се пријавува, 33% од македонските испитаници ги навеле последиците за оној кој пријавува. Само 3% реагирале експлицитно на корупција. За најсоодветна форма на пријавување на истата, студентите се одлучиле тоа да биде онлайн.
Овогодинешните фестивалски денови од 50-тото јубилејно издание на фестивалот Техо, 24-25 јуни, ќе бидат збогатени со изложба на ретки фотографии кои сведочат за долговечниот хорски живот во Тетово, како и плакати од сите изданија на Техо, проследени со новинарски написи. Изложбата е поставена во фоајето на Центарот за култура Илјоантески смок во Тетово за време на двете фестивалски вечери во сабота и недела, кои започнуваат во 19:30 часот. Меѓу материјалите од изложбената поставка е и фотографија од 1913 година од хорот Тетовска матица. Во материјалите се вбројуваат и оригиналните ракописи и композицијата Васки Евгова, која за таа пригода ја напишал академикот Тодор Скаловски Тетоец. Техо оваа јубилејна година, покрај настапите во Центарот за култура Илјоантески смок, ќе се одржи во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово во недела 25 јуни со почеток во 12 часот. Влезот за сите настани е слободен. На ова јубилејно издание настапуваат 17 хорови и околу 600 хористи, а настанот е под покровителство на председателот на Републиката господинот Стево Пендаровски. Cela noć sedam i mislim na tebe se golema. Boga ne te gledam, mir nemam za mene, ti si sudena. Moja kalina, moma najlična, mlada nevesta, moja kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Vidi pokraj mene doveka ti, moja crnoka. Cel svet nema takva lika kako tebe, moja kalina. Moja kalina, moma najlična, mlada nevesta, moja kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Moja kalina, moma najlična, dete zema, mlada nevesta. Moja kalina, pesna ubava, pesno moja lek zadušava. Шаховскиот клуб Ампасан од Тетово в недела 25 јуни на Попова шапка го организира третиот поред меѓународен шаховски турнир во забрзан шах Open Rapid Visioni M. Турнирот ќе се игра во 9 кола по швајцарски систем по правилата на FIDE за забрзан шах со темпо на играње 10 минути за секој играч плюс бонус од 5 секунди за секој одигран потек.
Ова е традиционален меѓународен шаковски турнир во заврзан шах на Попова шапка. До сега за учество се пријавени дури 174 шахисти од Македонија, Италија, Албанија, Србија, Грција и Косово. Сметам дека до почетокот на турнирот уште повеќе учесници ќе се пријават и така ќе имаме еден рекорд, информира Назми Динимери, председател на клубот Ампасан. Турнирот ќе се игра во хотелот Скардус. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек,
колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Ајде, ајде, фато, на гости да ојме, фато, на гости да ојме, на гости да ојме, брато ти се жени, фато, сестра ти се мажи. Чекај, чекај, ниđo, глава да измијам, ниđo, коса да исчешла, кога дошла фата, пред мајчина врата, фата, пред мајчина врата. Што ќе види фата, едно чудо големо, фата, едно чудо големо, едно чудо големо, брата наносила, брата.
što solzi sironi, brate, i kosa si korni. Општина Барвеница од 22 јуни до 25 јуни организира меморијален турнир во фудбал Барвеница 2023. Надпреварите ќе се играат на стадионот во Барвеница. Турнирот е во чест на починати фудбалери Косте Симовски од село Долно Седларце, Божидар Стаматовски од село Барвеница, Трајан Милошевски од село Барвеница, Бесјан Јашари од село Челопек, Хаки Изаири од село Милетино, Ибрахим Беќири од село Теново, информираат од општината. На крајот на турнирот при прогласување на победниците ќе се доделат плакети посхумно за лицата во чија чест се организира турнирот, како и признанија на заслужни лица за развој и промоција на фудбалот.
Ветераните на Тетекс и Раднички Ниш во сабота 24 јуни играат пријателски надпревар. Надпреварот треба да почне од 17 часот, а влезот е бесплатен. Минатата година бевме на нивна покана на турнир за голманот Драган Пантелиќ во Ниш и сега возвраќаме со гостопримство на ветераните од Раднички Ниш, информираше Ивица Јовановски од ветераните на Тетекс. Во екипата на Раднички од Ниш ќе настапат фудбалери кои играле и за Тетекс, како Зоран Тасиќ, Зоран Савиќ и Бојан Миленковиќ. За ветераните на Тетекс, освен играчите од Тетово, повикани се и поранешни фудбалери кои сега живеат во Скопје или други места. Македонија се најде во топ 5 земји во светот по поскапувањето на становите.
објави World of Statistics. Вкупната инфлација е 20,6% во последната година, додека Србија и Русија имаат поголемо поскапување на становите со 23,1%, а Турција со 167,9%. Во првите 10 земји се наоѓаат Исланд, Хрватска, Израел, Унгарија, Грција и Португалија. Ludi mladi
Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг.
И тоа би било се за денес. За крај во катчето за најмладите да ја чуеме приказната Баба Рога. Ви посакувам пријатен ден. Си живееле маж и жена и имале само една ќерка. Еден ден жената заболела и умрела. Тажел незиниот маж тажел и еден ден решил да се ожени за друга жена. Новата жена не го сакала девојчето, па постојано го тепало, го карало и се мислела како да го убие. Еднаш таткото отишол некаде, а маќејата му рекла на девојчето: "Оди кај сестра ми, твојата тетка, и побарај игли и конец, кошула да ти сошијам." А тетката била Баба Рога, дрвена нога. Не смеело девојчето да ја одбие маќејата, па тргнало, но пред тоа наминало кај незината вистинска тетка. "Добар ден, тето." "Добар ден, внучке, зошто си дојдена?" Ме испрати маќејата кај незината сестра по игли и конец, сакала кошула да ми сошие. "Добро е што пред тоа си дошла кај мене, внучке," и рекла тетката. "Еве ти една лента, малку путер, малку месо и парче леб. На патот ќе видиш една бреза, што во очите ќе ти се пика, а ти со лентата заврзи ја. Потоа една врата ќе шкрипи и нема да сака да се отвори, а ти неа со путерот намачка ја. Потоа ќе најдеш на кучиња што ќе сакаат да те раскинат, а ти дај им лепче. Потоа ќе ти се појави една мачка што ќе сака очите да ти ги ископа, а ти на неа малку мевце дај." И се заблагодарило девојчето на тетка си и тргнала. Одела и стасала во шумата. А во шумата си стои една куќарка на кокошкини нозе, а во куќарката си седи Баба Рога, дрвена нога и платно ткае. "Добар ден, тето." "Добар ден, внучке," одговорила Баба Рога. "Што ти треба?" "Ме испрати маќејата да побарам од тебе игли и конец за да ми сошие кошула." "Во ред, внучке, ќе ти дадам игли и конец, а ти седни тука малку и поработи." Девојчето седнало до прозорецот и почнало да ткае, а Баба Рога излегла во дворот и рекла на својата слугинка: "Сега ќе си легнам да спијам, а ти оди во бањата и избањај ја внука ми. Само убаво измија, зашто кога ќе се разбудам, сакам да ја изедам." Девојчето ги слушнало тие зборови и седи ни мртва ни жива. Кога отишла Баба Рога, тоа и се приближило на слугинката па и рекла: "Драга моја, не ставај толку дрва, повеќе вода ставај, а водата гледај со решето носи ја." И подарила шамивче. Слугинката ја подгревала бањата. Баба Рога се разбудила и прашува: "Ткаеш ли, внучке? Ткаеш ли, мила?" "Ткаам, тетко, ткаам, мила." Баба Рога повторно легнала да спие, а девојчето й дала на мачката парче месо, па ја прашала: "Мачко, сестро моја, кажи ми како да побегнам од тука?" Мачката пак и вели: "Онаму на масата има едно шамивче и едно чешле. Земи ги и бегај што побргу, оти Баба Рога ќе те изеде. Таа ќе почне да те брка, а ти стави го увото на земја. Кога ќе слушнеш дека таа е во близина, фрли го чешлето и ќе израсне густа шума. Дури таа се пробива низ шумата, ти далеко ќе избегаш. А кога повторно ќе слушнеш дека е блиску, фрли го шамивчето и ќе се појави широка и длабока река." "Ти благодарам, мачко, сестро моја," рекло девојчето. И се заблагодарила уште еднаш на мачката, го зела шамивчето и чешлето, та почнала да бега. Му се фрлиле кучињата и сакале да го одерат живо девојчето, а тоа им фрлило леп и тие ја пуштиле. Стасала до вратата, но таа почнала да шкрипи и не сакала да го пушти девојчето. Тоа го зело путерот и ја подмачкало вратата, та таа се отворила. Одеднаш почнала да шумоли брезата и да му се пика во очи на девојчето, а тоа и врзало лента на брезата. Брезата пак го пуштила девојчето. Трчало девојчето колку што имало сила. Бега и назад не погледнува.
За тоа време мачката седнала до прозорецот и почнала да ткае. Ами не ткае, туку се преправа. Се разбудила баба Рога и прашала: "Ткаеш ли, внучке? Ткаеш ли, мила?" А мачката ја одговорила: "Ткаам, тетко, ткаам, мила." Влегла баба Рога во куќарката и гледа девојчето го нема, а мачката седи и ткае. Почнала да ја кара баба Рога мачката. "Ах ти мивке една, ах ти злобнице, зошто го пушти девојчето? Зошто не му ги ископа очите? Зошто лицето не му го одра?" А мачката ја одговорила: "Јас тебе толку години ти служам, ти мене ни коска не си ми фрлила, а таа мевце ми даде." Истрчала баба Рога од куќарката и им се нафрлила на кучињата. "Зошто не го искасавте девојчето?" Кучињата ја одговориле: "Ние тебе толку години ти служиме, ти сува корка не си ни фрлила, а таа лепче ни даде." Отишла баба Рога кај вратата. "Зошто не шкрипеше? Зошто го пушти девојчето?" А вратата й рекла: "Јас тебе толку години ти служам, ти со вода не си ме полила, а девојчето со путер ме подмачка." Тргнала баба Рога кај брезата. "Зошто не му се пикаше во очи на девојчето?" Брезата пак ја одговорила: "Јас тебе толку години ти служам, ти мене ни со конче не си ме подврзала, а девојчето лента ми подари." Почнала баба Рога да ја кара слугинката. "Зошто мори сакато една не ме разбуди? Зошто ја пушти?" Слугинката й рекла: "Јас тебе толку години ти служам и ни еден убав збор не сум добила, а таа мене шамивче ми подари и многу беше љубезна со мене." Почнала да вреска баба Рога, потоа седнала во аванот и тргнала да го лови девојчето. Со толчникот тера, а зад себе трагите со метла ги брише. А девојчето трчало ли трчало. Потоа застанало, се приближило до земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето чешлето, та го фрлило преку десното рамо. И одеднаш се појавила шума, густа и широка. Корењата на дрвјата, земјата длабоко ја продираат, а врвовите облаците ги пробиваат. Се приближила баба Рога и почнала да ја гризе и да ја крши шумата. Гризели, кршили, а девојчето бега. Поминало некое време, девојчето се приближило кон земјата и слуша како се тресе земјата. Баба Рога е блиску. Го зело девојчето шамивчето и го фрлило преку десното рамо. Во тој миг се разлеала река. Широка преширока, длабока предлабока. Дошла баба Рога до реката и од злоба почнала да шкрипи со забите. Не може да помине преку реката. Се вратила таа дома, ги собрала своите волови и ги однела кај реката. "Пијте, волови мои, сета вода до дното испијте ја." Почнале да пијат воловите, а водата во реката се иста останува. Се налутила баба Рога, легнала на брегот и самата почнала да пие вода. Пиела, 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 се дури не пукнала. А девојчето за тоа време бега ли бега. Вечерта се вратил таткото дома и ја прашува жена си: "Каде е ќерка ми?" Жена му пак му одговара: "Отиде кај теткај, требаше игли и конец да донесе, ама се задржа нешто." Се загрижил таткото, па сакал да тргне и да ја бара ќерка си. А во тој миг девојчето влетало дома сето задишано, воздух не може да земе. "Каде беше ќерко?" ја прашал таткото. "Ах, тате," му одговорила ќерката, "макејата ме испрати кај нејзината сестра, а сестра е баба Рога, дрвена нога. Таа сакаше да ме изеде, одва избегав од неа." Кога дознал таткото, толку многу се налутил, што со најпогрдни зборови ја избркал жена си од дома. А потоа си останал да си живее сложно со својата ќерка.